Во 68-та епизода на Шорткат ќе гледате. Со загаден воздух ја завршивме старата и ја започнавме новата година. 6 години успешно се развива иницијативата Донирај компјутер. Општините со огромни разлики во процентот на загуби на вода за пиење. Здраво, јас сум Нина, а ова е Шорткат, нашите вести за млади. Следете на. Главниот град и целата држава се соочува со загаден воздух. Берово, па и Охрид, Гевгелија и другите градови од земјава, кои се познати по чистиот воздух, деновиве има високи концентрации на PM10 честички. Рај за белите дробови е само Лазарополе, каде концентрацијата на PM10 честичките е речиси 0. Еколозите сметаат дека мерките предложени од властите не даваат резултати. Тие предлагаат пакет од краткорочни и долгорочни мерки кои треба да резултираат со подобрување на квалитетот на воздухот во најзагадените средини. Екоактивистот и креатор на апликацијата Мој воздух, Горјан Јовановски, вината за смогот ја гледа кај два главни фактори: температурата која не може да се контролира и загадувањето од индустријата, домаќинствата и возилата кои може да се контролира. Како една од краткорочните мерки, тој предлага воспоставување на целодневна ефтина тарифа на струјата, за да се мотивираат семејствата да не трошат фосилни горива за грејење. Во Македонија има драстични разлики кај процентот на неприходувана вода за пиење во водоводните системи. За да се подобри ситуацијата, новиот заем од 50 милиони евра од Европската инвестицијска банка треба да се искористи паметно. Загубите на вода за пиење кај јавните комунални претпријатија се движат од 14 до фантастични 92% од вкупното количество на произведена вода. И по региони постои огромна разлика во ваквиот процент, како што може да се види и во инфографикот. Североисточниот и Полошкиот регион предничат според високиот процент на загуби на вода за пиење, додека најмал процент од неприходувана вода има Пелагонискиот регион. Се уште е валиден и не е повлечен од употреба учебникот во кој меѓу другото пишува дека Македонија се граничи на исток со Албанија, на запад со Бугарија и дека Монт Еверест е висок 29.035 метри. Додека се чека членовите на новата комисија да предложат корекции на постоечкиот учебник или изработка на нов учебник по историја и општество за пето оделение, за погрешната содржина, меѓусебно се обвинуваат речиси сите инволвирани страни. Од Министерството за образование и наука неодамна соопштија дека вината е во веќе постоечката национална комисија за учебници. Имено, според МОН, оваа комисија требала да ги идентификува сите проблеми кои настанале при изработката на книгата. Од националната комисија сметаа дека вината не е кај нив. Претседателката на комисијата, професор Јована Лазаревска, вели дека тие не се надлежни да ги разгледуваат учебниците. Авторките на книгата пак жалат што при напорите да не направат суштински пропусти ги пропуштеле овие технички грешки. Тие посочуваат дека грешките ги забележале по печатењето на финалната верзија на учебникот. Инаку, според новата концепција за основно образование која воведе поранешната министерка Мила Царовска, учебниците треба да бидат дигитални. Но новиот министер Јетон Шакири одлучи сепак да се печатат. Нивната подготовка и печатање доцнеше. Главна тема за денеска е иницијативата Донирај компјутер на Борче Стаменов од Кавадарци. Со неговата хуманитарна работа во последните 6 години донирани се над 2200 компјутери низ целата држава и опремени се 20 училишни кабинети за информатика. Секој човек во Македонија да има компјутер е благородната цел кон која се стреми Борче Стаменов од Кавадарци или меѓу граѓаните многу попознат преку иницијативата Донирај компјутер. Веќе 6 години, овој млад човек неуморно работи на поправка на користени електронски уреди и ги подарува на оние на кои им се многу потребни, а не можат да си ги дозволат. Веќе подарил над 2200 компјутери низ целата земја, а опремил и кабинети на околу 20 училишта. Стаменов вели дека идејата за Донирај компјутер се родила во 2016 година како логичен одговор на прашањето што да се прави со старите компјутери на клиентите на компанијата каде што работи, кои набавиле нови, а истовремено да им се помогне на сограѓаните кои немаат средства да набават нов компјутер.
До сега имаме дониране точно около 2225 компютри, това е из цяла държава. Почнахме да премуваме со физички лица и продължихме со училища, со институции. Моментално го премуваме нашето 20 училище и да, прилика 20 училища добива опрема от нас. И во план се да се опремат уште 3, барем толку се имаат пријави. Тимот на волонтери на Донирај компјутер во моментов брои околу 50 лица, а Борче вели дека чувството да се придонесе за подобар живот за некој што се нашол во незавидна состојба во животот е незаменливо и апелира до младите што повеќе да волонтираат во ваков тип на иницијативи. Самиот чин на волонтирање е доста исполнено како прво. Младите треба да помали нозет да се учат да помагаат и да се вклучуваат во вакви иницијативи или слични као нашата. Ние преку нашите објави на социјални медиуми секогаш гледаме да ги инспирираме. Значи не само младите, него и сите луѓе што не читаат и ги запознаваме на некој начин со тие позитивни последици, да не кажам, на филантропијата. Борче вели дека полека но сигурно се движат кон зацртаната цел секој да има компјутер. За сега таа е исполнета во Македонски Брод, каде што секој што имал потреба добил донација, вклучувајќи ги и училиштата. Со ова работа како прво многу е важно да помогнеме целиот тој процес на образование, без разлика нели што тоа е задача на самата држава, но ние сме од тие луѓе кои што не гледаат што може државата да направи за нас, но гледаме што може ние да направиме за државата. Тоа е еден начин кој што може да помогнеме. Другиот аспект на Донирај компјутер, ако го гледате, е оној еколошки аспект, каде што се собира голема количина на електронски отпад од компании, од поединци, од фирми. И цел тој отпад наместо да заврши по улици или да остане на некој начин неискористен, ние го вклопуваме во нашата работа, се поправат тие компјутери и на крајот као финален производ го имаме донираниот компјутер. И со тоа на некој начин сме и некоја зелена иницијатива. Неодамна, заедно со УНХЦР, тој започна и уште една хуманитарна иницијатива преку која 20 студенти, од кои дел се бегалци, дел се баратали на азил, а дел се лица без државјанство, во следните 2 месеци ќе се дружат и ќе учат од искусните ментори на Донирај компјутер како да поправаат и склопуваат компјутери и на тој начин ќе стекнуваат вештини со кои ќе можат потоа да најдат работа. Се поголем број професори се загрижени дека учениците и студентите ја злоупотребуваат алатката базирана на вештачка интелигенција ChatGPT. Но за нивна среќа, еден студент од САД дизајнирал друга слична алатка наречена GPT-0, која наводно открива дали пишаниот текст е создаден со помош на вештачка интелигенција. Едвард Тијан, 22 годишен студент на Универзитетот Принстон, кој е креатор на GPT-0, вели дека пишувањето генерирано со вештачка интелигенција треба да го користиме одговорно. Тој не е против употребата на овие алатки, но нагласува дека треба да има заштитни мерки. Токму поради тоа го создал GPT-0, кој работи на тој начин што анализира дел од текстот и одредува колкава е веројатноста тој да биде напишан од AI алатка. Фестивалот Струшки вечери на поезијата во соработка со УНЕСКО го објави конкурсот за меѓународната поетска награда Мостови на Струга 2023 за најдобра дебитантска книга од млад автор. Конкурсот трае до 21 февруари, до кога сите пријави треба да пристигнат по електронски пат на мејл или преку пошта до Струшките вечери на поезијата. Лауреатот ќе биде прогласен на Меѓународниот ден на поезијата 21 март. Наградата вклучува статуетка, паричен износ и објавување на книга на поетот лауреат во превод на македонски јазик. Поетот лауреат исто така ќе биде поканет да учествува на изданието на Струшките вечери на поезијата во Струга кон крајот на август годинава, каде ќе му биде врачена наградата во рамки на манифестацијата Мостови. На крајот на оваа емисија ви носиме интересна вест за една нова иновација која сите долго ја чекавме. Полските научници од компанијата The Batteries, барајки алтернатива за традиционалните литиум-ионски батерии, кој доминира на пазарот во последните 25 години, создадоа нова батерија за телефон што полни од 0 до 100% за, верували или не, 8 минути. Оно што е уште поинтересно, според нив, батеријата ќе трае 68 години, објави полскиот онлайн медиум The First News.
Оваа нова технологија веќе е наречена Game Changer, а компанијата се надева дека ќе започне со производство на големо, откако ќе заврши изведбата на нивната почетна фабрика. Ви благодариме што бевте со нас до крај на оваа емисија на Shortcut. Следите на Facebook, YouTube, Instagram и TikTok. Отворени сме за вашите предлози и коментари. Се гледаме идната недела. Поздрав!